Со Коледе вечерва официјално започнуваат божикните празнувања. Утре е Бадник, ден кога семејствата се собираат на постна трпеза, се меси лепче со паричка и се чуваат вековните обичаи, но на кој начин треба да ја одбележиме Бадниковата вечера? Бадник се одбележува прво со молитва, пред да почне вечерата, со молитва и се додека вечераме разговорот да ни биде богугоден и разговорот да ни биде упатен со молитви кон Бога, благодарствени молитви за она што ни го дал во минатата година и прозбени молитви за повеќе здравје, берекет и среќа во наредното лето Господово. Од што треба да се состои Бадниковата трпеза според традицијата и нашата света православна македонска црква? Се знае традицијата во нашата света македонска православна црква е посто гравче, зелник, лепче со паричка во некои градови има традиција да не клават паричка во лепчето, постна сарма, еве сезонско овошје, јаткасти плодови и така. Бадниковата вечера е навестие на еден од најголемите христијански празници, Христовото раѓање, кој треба со радост и молитва да го прославите во црква. И утре кога ќе станеме од спиење, од сон, да појдеме во црквите, да го прославиме раѓањето Христово, да ги примиме телото и крвта Христови, оние кои се подготвени да се причестат, оние кои од оправдани причини не, да присуствуваат на божествената литургија на која ќе чиноначалствува митрополитот Бргалнички господин Иларион.